неодамна пристигна наредба за иселување на внатрешно раселените лица, кои дел од нив се социјални случаеви. Наредбата беше во рок од 7 дена да се иселиме, сепак некои семејства се обештетени, изгрижени и така натаму. Би сакал да потенцирам за мојот случај. Значи, јас сум тука од 13 години, исто како да сум бил во дом за деца без родители, само сум бил без родителски надзор, самиот сум израснал, но сепак во ниеден момент од 2001 навамо, владата ниту ми понуди вработување, ниту се погрижи за соодветно решавање на проблемот кој го имам. Веќе имав испратено милиарда барања до министерот, за социјала и труд, до кабинетот на Груевски и секаде добивав одговори каде што културно беше кажано, наведи ги следните документи, од кои еден беше дека сум престојал во дом за деца без родители. Бидејќи јас веќе го неам тој документ, јас сум живеел тука со студенти, покрај управничката, која малку обрнала внимание за мене, но сепак проблемот не бил соодветно разгледан од страна на Министерството, без оглед дали за правда, за социјала и труд и така натаму. Барам доколку е можно од владата да дојде надлежно лице, да ги разгледа детално ситуациите кои се тука и малку повеќе да обрне внимание на социјалните случаеви на децата без родители во Македонија, бидејќи стварно е ова не е од ниедна страна, како да кажам, праведно. Тоа е од мене. Што ќе правите денеска? Денеска е крајниот рок за иселување. Каде ќе заминете? Од денеска натаму остануваме на милост и немилост од страна на управникот при студентскиот центар на Стив Наумов, доколку тој одлучи, значи, да повика полиција и насилно да ги истела. Некој не знам кај ќе најдат, сепак некој има пријатели ќе се снајде, но сепак да бидеме реални, невработено лице, без имот и без средства покритие, тешко да се снајде одма во временски рок. Што ќе правите вие? Дали имате некоја опција, алтернатива, освен студентскиот дом Стив Наумов? Моментална опција, значи да идам кај другар и доколку не биде понудена помош од владата на Македонија, барање азил во друга држава. Бидејќи, еве, јас сум тука од 13 години од дете и не ми беше понудена ниту една помош, а веќе неколку пати јавно ја го кажав проблемот. И веќе значи инсистирав на помош, прачав писма за барање за помош, за разгледување, за соодветно решение. Но краток одговор ми беше пратен и тоа е тоа. Никогаш никој не дојде да поразговара малку подетално да го погледне случајот, што е проблемот и како може да се реши. Како останатите раселени лица дочекаа ваквата одлука? Какви се нивните реакции? Делот кои се обештетени, значи, беа вознемирени, бидејќи многу беше краток периодот, 7 дена. Делот од нив кои сакаат да си одат, нормално како секој човек, кој би сакал да живее во студентски дом со деца, кој би сакал тоа? Значи, во ниеден случај, но доколку би имале, каде би отишле? Дел од нив може би имаат, но може би постои тука некој друг проблем. Значи, како правиме муабет, иде економска криза, парите се голема улога. Дел од нив, значи, издржуваат семејство со 10.000. Тој со 10.000 може би му бил доделен стан од страна на владата, но нема оперемнина да иде, треба на подли да спие. И тоа е целата ситуација.